На пат за Витлеем. Во текот на нашиот христијански живот, постојано ни се зборува дека треба да сакаме, да љубиме. Има многу работи во нашиот свет што треба да ги сакаме. Ги сакаме животните, ја сакаме околината, велиме дека ја сакаме можеби нашата работа, или одреден ресторан или дестинација за одмор и така натаму. Сепак најголемата љубов што треба да ја имаме, му припаѓа на Бога и еден на друг. Ако не го сакаме Бога, тогаш не можеме да најдеме мир во нашиот живот. Ако ги ставиме сите други работи пред Него, секогаш нешто ќе ни недостасува, а понекогаш ќе бидеме и празни. Тој ни подари живот и е тука за нас, дури и кога мислиме дека се друго ни недостасува. Слично на тоа, повикани сме да се сакаме еден со друг. Зошто? Едноставно кажано, повикани сме да го пронајдеме Бог во другите. Мора да ги гледаме како Негова слика и како сопатници во ова земно патување кон Неговото царство. Повикани сме не само да ги сакаме оние кои не е лесно да ги сакаме, туку сме повикани да ги сакаме и оние кои не мразат, кои не се согласуваат со нас, кои ни се подсмеваат и смејуваат, и оние кои не навредуваат. Ова е тешкиот дел од тоа да се биде христијанин, но тоа е најдобриот начин да излеземе надвор од себе и да го направиме она што е исправно, дури и кога е предизвик за нас. Запомнете, и Христос побара прошка за оние што го мачеа и го распнаа. Тој не ги навредуваше своите прогонители, не ги проколнуваше и не ги напаѓаше, ниту физички, ниту емотивно. Нашиот свет е свет на кој му треба љубов. На нашиот свет му треба некој кој ќе го подсетува за Божјата љубов. Ние сме Неговото орудие за мир и љубов, два збора силно поврзани со божитниот период. Затоа, во нашиот свет на немир и чиста неизвестност, да бидеме светилници на љубовта, да одлучиме да донесеме мир во светот со нашиот пример на љубов еден кон друг, не само со зборови, туку и со дела. Додека чекориме низ овој период на пост и размислување, да најдеме мир во себе и да се стремиме да донесеме мир и љубов на другите. Така вистински ќе можеме да го почувствуваме Божитниот дух преку љубовта кон Бога и едни кон други. На пат за Витлеем.